На денот на предвреме родените деца, 17 ноември, пријателите на Бекутан раскажаа емотивни приказни, секоја слична со неочекуваното доаѓање на свет, но различна во борбата, храброста и истрајноста. Докторките неонатолози ги пренесоа искуствата и предизвиците со кои секојдневно се соочуваат малите борци да живеат здраво во иднина. Денеска го одбележуваме Светскиот ден на недоносените деца. Еден значаен настан во кој што се вклучи и Бекутан и Алкалоид како наш поддржувач, заедно со Сдруженијето на неонатолози на Македонија. Значи, кога говориме за овие наши мали херои, тоа се недоносените деца, кои што се навистина големи борци, говориме за деца кои што се родени пред 37 гестацијска недела. Имено колку е помала гестацијската недела, колку е пократка бременоста, толку и ризиците со кои што се соочуваат овие недоносени деца во однос на нивното преживување и во однос на нивниот квалитетен живот и помали секвели се апсолутно поголеми. Така да сите ние заедно, тимски и мултидисциплинарно се грижиме за бременостите да бидат заедно со гинеколозите, да ги споменаме, они се клучната карика во целиот овој процес за кој што говориме, во контролираната бременост, рано детектирање на сите фактори на ризик, кои што доколку рано се детектираат и рано се интервенира, може навистина да се подобри самата кондиција на фетусот од една страна, а од друга страна да се продолжи бременоста и детето да се роди во една оптимална кондиција, оптимално време, значи со полна 37 гестацијска недела, кога ќе биде спремно за надворешните услови, за надворешниот живот. Знаете, колку е детето понезрело, толку е помалку спремно, толку е повеќе инсуфициентно и се соочува со голем број на адаптациони проблеми. Така да, извесен дел од овие деца ќе имаат потреба од соодветен современ медицински третман и грижа на единиците за интензивна нега и терапија, а дел од нив, за среќа, ќе имаат само потреба од повеќе мониторирање и од една специјална, можеби стандардизирана нега. Бекутан колекцијата постои веќе 5 децении на пазарот и е символ на доверба, квалитет и грижа за најмладите. Во сите овие години ние создаваме производи кои што ги поминуваат најстрогите критериуми за квалитет и најстрогите критериуми за безбедност. Што значи тоа? Уште од самиот момент кога создаваме една формулација, внимателно ги одбираме сите состојки и тие се во согласност со европската регулатива за козметика од една страна, а од друга страна пак секој производ си добива своја безбедносна оценка, која што е изработена од страна на стручно експертско лице во Европска унија. Уште во самиот развој на производите учествуваме цел тим на стручна служба. Значи, тука се вклучени фармацевти, технолози, хемичари со долгогодишно искуство, знаење кое што ние го добиваме од повозрастните, тоест поискусните колеги, поддршка од менаџерството која ни обезбедува постојани едукации и така некако природно си дојде создавањето на оваа сензитив линија, која што на крајот на краиштата во овој случај имавме особено внимание затоа што требаше да направиме и треба да изнесеме некои производи кои што ќе се грижат за најкревката бебешка кожа, како што е кожата на предвремено родените дечиња. Така да особено е убаво чувството кога на крајот добиваме ваква потврда преку овие клинички испитувања дека тоа што сме го направиле на вистински начин. Нашата мисија е да продолжиме на истиот пат, затоа што сепак најмалите заслужуваат најмалите. Голема привилегија е да се биде неонатолог и да се работи со предвремено родените деца, бидејќи тоа се дечиња кои што порано го започнуваат својот живот, меѓутоа живот кој што е исполнет со многу храброст, многу борби и кој што ни потсетува дека навистина се можни чудата. И секој нивен напредок за нас представува голема награда и голема победа. Овие дечиња се исклучително мали, меѓутоа силни, многу посилни од колку што е нивната тежина, нивната старост. И е многу важно да ги поддржиме, меѓутоа да ги поддржиме и родителите, бидејќи едно од апелот кој што е даден од самото издружение и од нас неонатолозите да родителите ги вклучиме како сопствен дел во третманот, во неонаталната грижа на овие новороденични, да се отвориме како неонатални оделенија, како интензивни оделенија, за да можеме да дадеме поддршка и поттик на родителите
да бидат дел од своите деца и со својата љубов и со својата крижа да дадат дел од бидејќи да дадат лекување и подобрување на исходот на овие новородени дечиња. А така да би рекла дека всушност со сите овие активности ние се обидуваме да обезбедиме еднаков почеток на сите деца каде и да се родени во самата држава. И само уште едно сакам да споменам, многу ме радува дека оваа година за прв пат Светската здравствена организација токму овој ден, 17 ноември, за прв пат го вметнува во календарот на јавноздравствени датуми. Тоа значи поголема видливост на овој проблем на прематуритетот, поголеми можности за поддршка, секако за истражувања, за финансиска поддршка, се со цел поголема и превенција и третман или подобрување на таа неонатална грижа. Бекутан направи тестирање на бебешкиот крем SOS Sensitive во 5 родилишта на 400 предвремено родени деца. Се премачкувале регијата кај пелените и црвеникавата кожа на телото и на лицето. Уште во 5-тиот ден од премачкувањето на бебешката кожа, ефектот што го постигнал кремот SOS бил одличен.